надпреварот од седмото коло од втората македонска фудбалска лига група Исток. Денес како домакин го игра Тиквеш во бела комбинација фудбалерите на Тиквеш, а во црвена се гостите од Прилеп или од Прилеп, екипата на Прилепска Победа. Да видиме што ќе се случи по овој слободен удар. Четврта минута од надпреварот. Тиквеш во надпреварот влезе како лидер на табелата. Симе Христо бие 1-0. 1-0. Одличен, прецизен удар на Симеон Христов. Да видиме што ќе се случи по овој слободен удар. Четврта минута од надпреварот. Тиквеш во надпреварот влезе како лидер на табелата. Симе Христо бие 1-0. 1-0. Одличен, прецизен удар на Симеон Христов. Име ги видели то? Как си? Бубо, поздрав. Мире си. От четвъртата битка се ударя Христов. Име ги видели то? Как си? Бубо, поздрав. Мире си. От четвъртата битка се ударя Христов. Еве уште еден гол. Дали беше тоа Ване Шиков? Само да видам. Не. Дарко Гроздановски. Дарко Гроздановски, 15-та минута. Тиквеш води со 3-0. Одличен почеток за нашите фудбалери, за 15 минути 3 гола и се надам нема да застана тука. Гроздановски одлично го најде Симе Христов. Овој му е препушта топката на Мојсов. Наумовски и Мојсов комбинира. Симе Христов развлекува по левата страна, таму се уфрла Вареловски по десната. Одличен лажњак на Вареловски. Бие Вареловски. Одлична интервенција на голманот Котевски. Аплаузите и за Вареловски кој мудро биеше во обидот да го лобува противничка голман во спротивниот агол. Меѓутоа Котевски овој пат не дозволи по четврти пат во едно полувреме да ја вади топката од сопствената мрежа. Корнер е за Тиквеш. Сега од оваа мрежа не можам ни ја да видам кој го изведува. Корнер кој го изведе Дарко Анџелевски, уште еден младинец во редовите на Прилепчани. Одлична пантерска интервенција на Столе Димовски. Сега Колевски не е во офсайд. Меѓутоа против себе го има Вареловски. Топка во празно за Филип Димовски. Меѓутоа уште една добра интервенција на нашиот голман. 45 минути на стадионот во Росман. Масларков го кршиме ли малерот на домашниот терен? Па изгледа Росман ќе биде среќно за разлика од Неготино. Па да ти кажам и така испадна оваа работа. Бидејќи Малер не биеше во Неготино, го сменивме теренот, ни дозволија во Росман да играме и еве првото полувреме кажа дека ние имаме добра екипа, дека добро играме и затоа резултатот таков како што е. Колку се задоволен од тоа што го виде? Денеска сум презадоволен, бидејќи дечките играат феноменално, без грешки. Ние сме поквалитетна екипа, тоа го докажавме и очекувам до крајот уште некој гол и победа сигурно. Делов има бизарна повреда, меѓутоа Мојсов игра од првата минута. Да. Тука е Мојсов, тој овие две кола игра феноменално, се враќа во форма. Делов ќе одмори уште некоја недела и тој ќе биде вратен во екипата.
и Јамчевски уште една седмица има од одморот и така ќе се комплетира екипата за понатамошниот тек на првенство. Тактика ли е на Цицмиловиќ да го префрали Трајковски на десната страна, а Христов да игра лево? Тоа се нивни работи, тактики, јас во тоа не се мешам, моето е сакам победа, а кој каде игра не ме интересира. Според поставеноста на играчите, најверојатно Анџелевски ќе бие. Тој се концентрира за удар. Се обиде под живиот зид. Колевски по левата страна, нафрлање на втора статива. И ова сега не знам како успеа да го промаши од половина метар празниот гол, фудбалерот на победа. Тоа беше со број 14 Филип Димовски, со број 19 Дебре Шлиовски. И тоа налета на Темелков, одземена топката. Лука Трајковски од прва бие. Одлична одбрана повторно на голманот Даниел Котевски. Онака чисто фудбалски, спортски од прва Трајковски ја зафати со волеј. Одлична топка во празно. Ева го Симе Христов. Симе Христов меѓутоа не дозволува голманот на Прилепчани прво.